predstavi во Кавадарци го користиш, не го искористи практично со фотографите за која покасно ќе зборим малку повеќе, ја почнав во Неготино. Како технички секретар, сите новости што се случуваа во тогавашна Кавадарецка околија доваѓаа кај него, а таму беше и откосна стица да биде и новина. Пред 2-3 месеца од господин Бранко Ивановски добивме една богата донација, една богата збирка на фотонегативи, околу 3000 фотонегативи, околу 300 фотографии и околу 1500 слайдови. Мајстор и Севрусте е мајстор, ги овековечуваше сите настани. И конференции, и состанци, и собери, и културни настани, и така натаму. Бранко Ивановски, за оние кои што не го знаат, поред мене представува хроничар на повоената изградба и развојот на Кавадарци после 1945 година, пак се до неговото активно заминување во пензија. Бранко Ивановски е еден од најголемите хроничари на повоено Кавадарци. Тој самиот го одбра патот на фотографијата и снимањето со камера. Неговата љубов беше голема, како и внатрешниот порив кој го тераше и потикнуваше да истрае по својата благородна мисија и да овековечи се што сметаше дека е важно за градот во кој живееше. А пред 70 години, како палово момче од Джековото мало во Неготино, не ни сонуваше дека со своите зачувани фотографии, слайдови и снимени филмови на новите генерации ќе ми остави непроценливо богатство. Еве како тој ја раскажува својата приказна во слики. По татко сум неготинцин, затоа што татко ми е од Неготино, а по мајка Кавадарчанец, потекнува од фамилијата на Гетес. Мојот престој во Кавадарци го користиш, не го искористи практично со фотографите за која покасно ќе зборим малку повеќе, ја почнав во Неготино. За другари, претежно го имав Трајче Дудин, па Ладо Мојсов. Таму не доќем, тоа беше голем како има Ораветски во Кавадарци. Една ден ти го гледа татко ми. Бранко, ти си дете што можеш да помогнеш. Шо е? Трајче мој за трговец не го бива. Ќе го научи да слика. Ломче да слика. Така ли, бива, он се излагал, Трајче добар трговец и това. И ја за во Неготино најдовме у Нинца куќа на солта. И све тој почнавме да сликаме. Апарати не е лако е. Кутија, честотаси едни бе. Честотаси. И некако почнавме
со тоа. Љубовта на снимањето се повеќе ми навлегуваше во душата. Мегутоа, практично, ја како сликар, да речеме, фотограф, со мама после се преселисме сите у Кавалер. И тоги веќе почнав да работам на полето на снимањето. Одев у Ристо, сликарот, имаше сликар Ристо, или само учиш. И како од ден на ден станав, не да речем мајстор, али овие апарати што се не се случајно тука дојдени. Имам уште. Бранко Ивановски го познавам уште во 6-то одделение. Тој дојде од Србија, кадето татко му беше службеник во железницата и се запиша во 6-то одделение во кое што учев и јас. Заедно учевме до 4-ти клас гимназија, потоа јас продолжив понатамо, а тој престана да работи. Се вработи во околискиот народен одбор во Кавадарци уште од 1946 година. Тоа му беше како појдовна основа да може да биде секој ден со настаните што се случуваат во Кавадарци. Зошто? Затоа што како технички секретар сите новости што се случуваа во тогавашна кавадарецка околија доваѓаа кај него, а тоа му беше и откосна стица да биде и новина, затоа што беше добро информиран. Уште во тоа време, во 1946 година, тој стана дописник на Нова Македонија, подосна на Вечер, на телевизија и така натаму, скоро целиот свој живот го помина како новинар и хроничар на Кавадарци. Посебно бев присутен со снимањето на камера. Кога прифатив камера, ја прв добив камера од 64-та. Од 64-та јас со камера работам. После кога се звонам 64-та, како дојдов ја во телевизија, отидов во Скопје во телевизија да ме видат на Станко и спокојни. Нема ли да се сметана? Нема да ми смета, ми е љубов. И ми дадоа еден снимател постар, ај вика, оди работи едно ден со мене. Ми дадоа една камера, слика. Ти си бил мајстор, шо ја тебе се учам до тоа. Како и да е, од ден на ден се полесно ракував. Еве, овој Болексов, тој Болекс, тој добар, у тоа време беше најдобар камера. Ово е првата камера што ја добив од македонската телевизија. Практично тога немаа подобри камери. Ова е најдобрата камера. Ова е колку што те видите. Добро беше. И сосна ја работев доста. Дојде овие Panasonic супер камери, тие се практично како ова сега. Таква камера. Ја како снимател и тогаш и пишував практично. И текстови работев у тоа време. Но мегутоа, он нема новина. Оде стигам. А во сето тоа време ми остана во сеќавање на критериум радикалата Миготино, имаше пуштање не у погона и камерите мене. И ја трчкав, како обично, дечко бе, трчам и ево го Орлов, познат партизан. И викота, бре, Орданци, вика, кај си да го видиш бранчето со трбото тука. Татко им беше умер тогаш. Он веројатно и многу блиски биле со нем.
Та тоа и со радост го преживив. Нема индустријски објект што не сум го посетил никога. Али поплавата ми остана во сеќавање. Поплавата. Утрето, кога ја пак со камера со тамовиќе, дојде Киро Глигоров и председател на премиер, да го речеме така. Има се цела ръководство. Шетахме, јас търсих и Јапон и исто така. Вие ви казвам, после как съм се постигал. Веднъж ослободуването како дописник на Нова Македонија, службеник, а по-късно и работев како новинар во дописничеството на Танју. И тамо ме цене доста. Во време на обновата на нашата разурната земја, по тоа време имаше помојраче работа за новинарство. Одахме, посетите села, нема село што не сум посетил. Новинарството почнавме да го учиме заедно во кавалеречката развратна станица. Тој беше теренски човек и секогаш ми носеше нови и свежи податоци за најразлични настани што се случуваа во општината, а ние во редакцијата ги обработувавме и ги пасиравме меѓу населението. Зошто викам беше на изворот на настаните? Тој не пропушташе ниеден настан што се случи во Кавадарци, било тоа да од општествениот живот или од културниот живот во Кавадарци. Секогаш знаеше у кратки црти да го обработи материјалот, а ние подосна, ако имаше потреба од тоа, го проширувавме. Соработувавме скоро цел живот, така да речем, со него, од тогаш па се додека бевме активни новинари. Тој соработуваше не само во републичките списанија и вестници, меѓутоа беше активен соработник и во нашата локална радиостаница. Соработуваше во сите емисии. Каде што имаше потреба, беше секогаш готов да појде, а посебно па од кога стана дописник на радио-телевизија Скопје, бидејќи со камерата, за која што беше он мајстор и се уште е мајстор, ги овековечуваше сите настани. И конференции, и состанци, и собеви, и културни настани и така натаму. Ако збориме за сеќавање, имам повеќе сеќавања али да се задржам на 3 средби со друга ротица. Еден ден, кога беше веќе заказано доаѓам за натисо, ме викат внатрешни, еви ти пропусница од Скопје, и тоа е до мене за луѓето. Ќе одиш тамо, слободно движите нема. Околу пладне стигна друга ротица. Българ беше тоа, од господин Цирано. И се рекува тамо публина. Беде разположен. Слегнавме во подрумот. Сете. И ми каже тоа име сетото. Он со Јованка водено, не? Ја трчкав тамо. По обиколката се вратија во една сала. Тоа нема се приказ, ова е луѓе, кажа сега. Разговор имаше со винарите. И во еден момент еден ми пријде, јас пас скротам, сликам, трчам по него. Вика еден господин, да речем, не господин, другар. Вика, друже, пресвање, ти тоа е умора.
Kako bi se ako na čeka, jaz koga друг път им се даде приликата. Аз му към държавата, кое е човек, що не ми дава да свикам? Това е жежевич, мора да се слуша. А ти то не прате. И викал там, слушайте, другият, нека снима. Отвикваш, одесме на саматите. И аз център, млад детко бе, що правите му. И Тито и он клика. Това беше първото сечаване. По толкова много изминати години се сечавам за доваждане на високи ръководители от Скопие. В града дойдем Карден, Темпо, Хусък от Чехословачка. От друга от Карден се имав и по втор път честното го дошъл от Неготин. Ме викнал, изтърчал само и му подарих фотографии, сликувал тук. И има тя голем куп, повече цело сундъци с негати. И подарих неодавно, и подарих на музеот. Они ги чуват и сега подготвуват ми обеќа дека се подготвува изложба от тиквички градови. Това ще биде по-тик практично да види, цел Кавадар ще дойде да види. Пред 2-3 месеца от господин Бранко Ивановски добихме една богата донация, една богата сбирка на фотонегативи, около 3000 фотонегативи, около 300 фотографии и около 1500 слайдови. Ево, аз сакам да изкористам ова прилика и во името на вработените во музей галеријата, во името на нашата куќа, музей галеријата од Кавадарци, да му изразам една голема благодарност, бидејќи ова е една несекојдневна донација, ова е за нас едно големо богатство, бидејќи да содржи многу значајни фотонегативи од историјата, од историскиот развој на повоено Кавадарци. Бидејќи Бранко Ивановски, за оние кои што не го знаат, според мене представува хроничар на повоената изградба и развојот на Кавадарци после 1945 година, пак се до неговото активно заминување во пензија. Во оваа донација содржи многу значајни фотонегативи, фотоматеријали, фотослайдови од, реков, историскиот развој на Кавадарци после војната, и тоа во најголемиот дел за изградбата на градот Кавадарци, регулирање на коритата на реката Лудамара, понатаму улици во градот, фабрики, изградба на сите значајни фабрики во градот, како што се дрвениот комбинат, агрокомбинатот Тиквеш, изградбата на хидроелектраната Тиквеш, изградбата на фабриката за Тани, Алва, понатаму Емро, Елро и така натаму, изградба на сите спортски објекти во градот, меѓу кои спортската сала Партизан, друштво за телесно воспитување Партизан, изградбата на стадионот во Кавадарци, понатаму регистрирање на сите природни катастрофи, како што е спуштањето на ридот градот во местноста Моклиште, понатаму голем број на поплави, пожари, природни непогоди. Аз едно не случува. Меѓутоа, забележливо да јас сум првиот председател на кошарка и ние формираме со Петър Чанчев
Практично, пред да ме избера тамо, дојде Кимице или Карос. Вика, сакаш ли да кошарка да формираме ти да бъдеш? Сакам, чувство ми. И ми поставя, ме избра практично за председател. Регистриран се голем број спортски екипи, од областта на фудбалски екипи, ракометни екипи, кошаркарски екипи, понатаму голем број дневни настани, доаѓања на различни, голем број политичари, државници и така натаму. Често пати и посетувавме плантажите на агрокомбинатот Тиквиш. Од кога ќе почне обработката на лозјата, па до завршување на деривата. Тој со неговата камера ги овековачуваше сите настани. И откупот на грозјето, редици, тогаш во Кавадарци имаше многу и од 4 страни доаѓа луѓето со трактори и со други превозни средства. Ако треба такви материјали, кај него секогаш може да се најде. Јас познат снимател на гроздето. Кога оде само жените, младите, мене фани ми. Нели да срам бре, ме те да срам, пус, така. Ali osjećavanje mi ostane Grozdoberat 80 godina i za to je proglasna, to je najplodna godina. Nema, Тиквиш немаше место кај да го собере гроздето. И користи се базените. Базените овие, мислам, како овој големиот, и тој и тие го напанеа. Него овој кај спортско центар, нели има базен. Тамо, јас сум ги опитен често пати по такви работи. Викам, чекаде им да го видам. До горе помни. И со комиње. И ја чека да стапнам и пропаднат. Не знам, ја мисля да не е тврдо тоа. Пропаднат до тук. И футбол го остави, право дома, през облеков, панталони други и па назад. И утре се отида во Тиквиш, каде е Панта Малинко. Туите само некој знак, дете ако настапе како мене, отиде. Следно да се каже дека на неколку години, почнувајќи од 65 година, на 7 септември се правеа големи, не прослави, одбележување, да речеме, Гроздобер, тоа почнува Гроздобер тоа. Првиот грозд со природни зборови го скина Диме Галапце, тогашен директор на Тиквиш, така е. Најзначајниот во целата ова збирка е збирката на околу 300 фотонегативи од областа на Старо Кавадарци и има исто така една убава збирка на фотографии на традиционални тиквешки гроздобер, кои што се одржува почнувајќи од 1961 година, заклучно 1981 година, кој што значи дека во континуитет се одржува од 20 години и после наново обидот што се прави 67 година да се повторно обнови тиквешкиот гроздобер. Токму тоа може би беше и повод оваа година во рамките на одбележувањето на тиквешкиот гроздобер. Ние, како институција од областта на културата, пројавивме една иницијатива во соработка со господинот Бранко Ивановски да организираме една изложба на која би била ретроспектива на сите овие досегашни одржани тиквешки гроздобери од 1965 година, бидејќи најстариот документиран во фотонегативите на Бранко Ивановски е од 1965 година до 1981 година.
токму за таа цел ќе ги искористиме сите овие негови фотонегативи и се надевам дека за денот кога се предвидува одржувањето на овој гроздобер, музеј галеријата од Кавадарци ќе се вклучи со една фотоизложба во која ќе бидат представени нели сите гроздобери од 1965 година, бидејќи според материјалите кои што ги имаме како донација од него, така да оваа изложба би била на еден начин соработка и врз основа на таа соработка се надеваме дека и ние ќе земеме учество во одбележувањето на овој традиционален тиквешки гроздобер со кој што на некој начин Кавадарци како лозаро-винарски град се прослави не само во рамките на нашата Република Македонија, меѓутоа во тоа време бидејќи живеевме во рамките на Југославија како град на гроздјето и виното се прослави и во пошироки рамки. Мощно е активен бев во народна техника. Во народна техника. Таму ќе видите имам одликувања повеќе од недобрено. Големи одликувања, големи медали, да ги речем, од Борис Кидрич ги беше таму. Златна, сребрна и бронза. 3 имам години. Ali moja aktivnost od tehnika беше organiziranje kursevi fotografija, takvi, те ги држаме во куќата на Гроздановци, на посада тука негде има една стара куќа, од новинарските денови во сеќавање ми 7 септембар 1975 година, кога собранието на општината ми додели септемвритска награда. Тоа за новинарство. Наградата ми беше драга, а уште по-драго ми стана кога предавањето на наградата присутните пропратија со долго ракопрескање. Ме поздравија. Камерата, за која се беше он мајстор и се уште е мајстор, ги овековечуваше сите настани. И конференции, и состанци, и собери, и културни настани и така напред. Бранко Ивановски, за оние кои што не го знаат, според мене представува хроничар на повоената изградба и развојот на Кавадарци после 1945 година, пак се до неговото активно заминување во пензија.